Почитувани, добар ден и добре дојдовте во новото издание на подкастот Ваш педијатар. Денеска отвораме тема која ги спојува традицијата и современата наука. Ке зборуваме за придобивките на омега-3 масните киселини, но не кои било, туку оние добиени од црниот дроб на бакалар, уловен во чистите и ладни води на прекрасниот Лофотен во Норвешка. Дали верувате дека е можно само еден оброк да ја промени физиономијата на цела една нација? Историјата вели да. Во 1932 година Норвешка направи револуција во јавното здравје со тоа што во школите го воведе така наречениот осло појадок. Во време на големи економски тешкотии, лекарот Карл Шиц состави едноставен, но моќен оброк за учениците. Интегрални житарки, млечни производи, сезонски производи и задолжително една лажица масло од црн дроб на бакалар. Резултатот беше фасцинантен. Децата кои го практикуваа овој појадок пораснаа во просек за 10 сантиметри повеќе од претходните генерации, докажувајќи дека правилната нутриција може буквално да ја трансформира иднината на една нација. Во 2026 година науката оди чекор понатаму. Новите американски насоки за исхрана ги класифицираат омега-3 како суштински масти, а нивниот дефицит многумина го нарекуваат скорбут на нашето време. За ова и многу повеќе разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педијатрија, интензивист и неонатолог. Докторе, добре дојдовте. Добар ден, многу пријатно се чувствувам секогаш кога сум гостин во вашето студио, али би морал да напоменам нешто дополнително на така наречениот осло појадок, кој што во првата етапа кога е воведен, ова 10 сантиметри пораст, не е само тоа. Морам да ви дополнам уште нешто. Студиите во последните 10 години покажа, например во Малме имаше една студија и во Стокхолм една студија, дека тој ефект не беше само на растот, него и на покачување на така наречениот IQ, односно коефициентот на интелигенција. Така да деца кои што конзумираат поголема количина на омега-3 масни киселини, збориме за ДХА, во основа добиваат подобри интелектуални индекси. Можеби и затоа дел од тоа скандинавско подрачје во основа се навистина паметни луѓе кои што знаат како да функционираат во еден добар систем. Највисоките. Па да. Во новите насоки за исхрана на сад за периодот 2025-2030 година, објавени овој месец во јануари 2026, омега-3 масните киселини се издвоени како суштински здрави масти, со многу позначајно место од порано. Можете ли да ни објасните, да ни појасните каде се наоѓаат тие во новата пирамида на исхрана и зошто денес нивниот дефицит се нарекува скорбут на нашето време? Па да, вистина е тој термин скорбут на новото време, затоа што очигледно е дека со децении назад, еве и почетокот што го кажавте и најавата што ја кажавте, во однос на така наречениот осло брекфаст, нели, покажа дека внесот на мастите треба да е поголем во колку е детето помало и суштински да бидат внес на омега-3 масните киселини во таа глобална структура. Се мисли на ДХА, на ЕПА и на АЛА. Сега да не ги именувам сите поединечно, нели? Меѓутоа, она што е клучно битно, што во новата пирамида внесувањето на месата и вклучително на омега-3 масните киселини се свртени на опачки. Значи, сега е новата концепција дека треба да се внесуваат високи концентрации на омега-3 масни киселини. Во останом, видите, многу е интересен податокот дека кај доенчињата во тек на првата година од животот, 40 до 50% од енергетскиот внес треба да отпаѓаат на масти. Кај деца, например, од 2 до 3 година, тоа е некаде
меѓу 27 и 35%. Од нив доминантно треба да бидат омега-3 масните киселини заради нивните структурни и функционални ефикасности во однос на централниот нервен систем и другите ткива. Податоците се фасцинантни. Мозокот на бебето расте за 260% во последното 3 од бременоста и уште 175% во првата година од животот. Со оглед на тоа што деха сочинува 97% од омега-3 мастите во мозокот, како незиниот внес директно влијае врз формирањето на невронските мрежи кај децата? Тоа е тема која што е многу интересна во така наречената неурофизиологија. Значи, кога ќе се роди едно бебе, се раѓа со негде ориентационно околу 200 билиони нервни клетки во централниот нервен систем, со мозок кој што е негде 400 грама тежина. Меѓутоа, мозокот секој ден расте 1,7 до 2 грама дневно. Секој ден во првата година од животот, видите, секоја секунда од животот на едно бебе се ствараат 700 синаптички врски. Тоа е фасцинантен. Неверојатно. Некаде кон втората, третата година детето има негде околу 400 трилиони синаптички врски. Тоа се врски комплексни помеѓу неуроните во централниот нервен систем. Суштината на целиот тој процес и формирањето на синаптичките врски е формирање на целата мембрана која што овозможува функционирање на неуроните, која во основа содржи ДХ. Значи, ако имаме дете кое што е лишено од внес на омега-3 масни киселини, имаме проблем во развојот на тоа дете. Така, често и гледаме деца со тешкоти во когнитивните функции, како што се говор, концентрација, меморија и внимание. Како омега-3 масните киселини помагаат во синаптичката комуникација и дали можат да влијат врз подобрување на флуентноста на говорот и на когнитивните функции? Тоа би го надоврзало и со скорбутот, со вашето. Значи, има еден професор Валтер Шулц од Германија кој што вели дека откривањето на баш во овој дел на улогата на омега-3 масните киселини веројатно е во последните 25-30 години најголемото медицинско откритие. Дури поголемо од некои откритија во смисол на лекување на малегни болести. Како оној делува? Видите, денеска, ако ја споиме традицијата што ја споменавте вие во минатото и модерната медицина во денешно време, покажува, например, многу интересни податоци. Да речеме, деца, ќе се вратам пак на тој елемент. Деца кои што внесуваат, школски деца, една студија има во Шведска која покажува дека деца кои што 10.000 испитаници каде што внесуваат повеќе омега-3 масни киселини, добиваат подобри школски резултати отколку деца кои што не внесуваат омега-3 масни киселини. Во таа студија е користена само исхрана каде што има риби кои што се богати со омега-3 масни киселини, како што се бакалар и лосос. Кај деца кои што внесувале суплементи, а не, значи зборам чист суплемент, како што се, да речеме, омега-3 масните киселини добиени од јетрата на бакаларот, резултатите се уште подобри. Зборам за школски деца. Така да, има и други студии, да речеме деца кои што биле со дислексија. Има една Оксфорд студија која што покажува дека деца кои што примале омега-3 масни киселини како суплементи имаат 6-месечен кетчап многу подобар отколку деца кои што не примале. Или, например, во Аделаида има една студија која покажува, многу интересна студија, која кај прематурни новородени покажува дека ако им се даде доволно ниво на омега-3 масни киселини, кои што ние суштински не можеме да ги метаболираме во телото, па што да го споменеме, тие деца добиваат за 5 подобар коефициент на интелигенција. И помалку е, за 90% се намалува склоноста кон развој на одредени на ментална субнормалност или евентуално некои други оштетувања. Омега-3 масните киселини се заштита на неуроните и функција на неуроните. Тоа треба да се свати и ние треба да се свртиме на она што вие сега го рековте историја.
видите, на крај на денот на планетава Земја сите големи градови и населенија каде што живееле биле уз реки, мориња и океани. Ако немате вода и воден ресурс, немате внес на омега-3 масни киселини. Кога тоа го немате, очекувајте за пар стотини или 1000 години пропаст на една цивилизација. Апсолутно. Сепак, треба да се има предвид дека не е секое рибино масло исто. Норвешкиот див бакалар се смета за најдобар вид на бакалар и најдобар природен извор на есенцијални масни киселини омега-3. А тоа го потврдуваат и Светскиот фонд за див свет и Меѓународниот совет за истражување на морето. Што го прави овој арктички бакалар крал меѓу рибите, особено ако знаеме дека неговиот црн дроб содржи дури 7,4 пати повеќе омега-3 од другите видови риба? Па, зашто го прави посебен? Затоа што, видите, прво, арктичкиот дел, значи тоа, не знам колку нашите, да речам, и колеги, и педиатри, и интернисти, било кој, нели, зборам, медицинската јавност и општата јавност знае, значи, во арктичкиот дел имате најчиста водна средина без постојање на тешки метали, без постојање на микропластика како што ја имате во другите делови. И дури ако влезете во некоја самопослуга, еве сега чисто сакам ова како дополнение да ви кажам, имате на секоја така наречена конзерва со риби обележување од каде е уловена рибата. Потеклото. А таа потеклото едноставно, а таа можете по мапите да видите во која зона на токсичност припаѓа. Колку е поевтина, тогаш имате сигурно зона на токсичност. Апсолутно. Бакаларот е интересна риба, затоа што самата она содржи огромна количина на омега-3 масни киселини. Значи во 100 грама содржи негде, самиот бакалар содржи 700 милиграма омега-3 масни киселини. Во јетрата е тоа уште повеќе. Меѓутоа, фасцинантен е начинот и технологијата да тоа го извадите и да тоа како суплемент дојде на масата на едно семејство. Тоа е она што кон кое ние треба да се стремиме. Да нашите деца конечно после толку многу години, да не речем уште малку и 100 години, сватат дека треба да примаат тако наречен осло брекфаст. Молерс, маслото од црн дроб на бакалар, често се нарекува имуномодулатор. Како уникатната комбинација на природни витамини А и Д со омега-3 ја зајакнува бариерната функција на слузниците и го буди имунолошкиот систем против респираторни инфекции? Видите, кога ќе кажеме имуномодулација, тоа е значи подобрување или коригирање на имунолошката функција во она ниво кое што е потребно за едно тело. Витаминот А и витаминот Д сами по себе се заштитници на респираторниот систем, зборам на респираторната слузница, но мора да се напомене дека витаминот А има дополнително дејство на родопсинот, на ретината на окото, и деца, например, новородени, прематуруси, кои што примаат омега-3 масни киселини, имаат погуст родопсин и имаат помалку воспалителна реакција на ниво на ретината и можност за така наречен процес на неоваскуларизација и формирање на ретинопатија кај прематуруси. Значи, тоа е исто така една студија која што не е една, повеќе студии. На крај на денот морам да ви кажам дека до сега се објавени во Medline можете да најдете преку 35.000 студии за улогата на омега-3 масните киселини. Значи, едно е витаминот А во однос на окото. Второ е витаминот Д не само во однос на белодробието и таа интегрирана функција на слузницата на белодробие, него и во однос на имунолошката функција, која заедно со омега-3 масните киселини овозможува балансирање на имунитетот. И во тој дел, само да ви одговорам, ние имаме една состојба во која што имаме така наречен компетитивен антагонизам меѓу омега-3 и омега-6 фамилијата. Значи, омега-3 масните киселини се антивоспалителни. Они ја намалуваат склоноста кон коагулација на крвта. Имаат еден феномен на намалување на таа така наречена агрегација на тромбоцити, на спајање на тромбоцити. За разлика од тоа, омега-6, ако ги внесете во поголема количина, они имаат обратни ефекти.
И затоа они имаат класичен антивоспалителен ефект. Тој антивоспалителен ефект денеска се многу зборува за него во третман не само кај деца, него и кај возрастни луѓе во третман на одредени болести каде што имаме воспалителен процес. Атопичниот дерматит е во голем пораст. Која е улогата на антиинфламаторното дејство на омега-3 во смирувањето на воспалената кожа и зајакнувањето на незината природна бариера? Атопискиот дерматит ви е една форма од тие, ќе ги крстиме пореметување на имунолошкиот систем. Денеска атопискиот дерматит се јавува, например, во така наречени хиперчисти средини. Деца кои што се ултрачисти, каде што не се активира делот од имунитетот кој што треба да го брани од инфекции, од настинки, од грипови, нели, од сите оние бактерии и вируси, го активира воспалителната реакција која што е врзана со алергија. И затоа денеска, например, вие ако отидете, сега го спомнате Молерс и Норвешка и нивното искуство, например, ако вие отидете во Норвешка, во Шведска, во Данска, например, вие ќе видите дека негде 50% од градинките се без покрив. Дека децата спијат на ладно, дека децата играат во прљава средина, играат у кал, играат на песок. Они едноставно антигено се стимулираат. И меѓутоа, имајќи во предвид дека они внесуваат природни субстанции, значи пак ќе го спомнеме по трет пат сега така наречен осло брекфаст, внесуваат голема количина на омега-3 масни киселини, они во основа имаат антивоспалителен ефект кој што е глобално на целото тело, меѓу кои на кожата. Атопискиот дерматит ви е увод во алергиски ринит или во појава на астма. Значи, така треба да го гледаме. Така. Најголемиот страф на родителите се тешките метали. Проговоривме за нив во претходните прашања, меѓутоа сепак мислам дека битно се потенцира дека норвешките стандарди се познати како најстроги во светот, а производите на Молер споминуваат низ 8 контролни точки. Како коментирате фактот дека тие ги надминуваат најстрогите европски стандарди и што значи таа чистота за организмот на едно дете во развој? Кога ќе кажеме чистота, значи факт е дека во одредени зони, во одредени океани, во одредени мориња може да се најдат тешки метали. Факт. Меѓутоа, затоа е да изберете од каде што јадете. Меѓутоа, тоа ако смеам да го симплифицирам на нашава средина во Македонија, тоа е исто каде ќе купите морков или компир, колку е прскан со пестициди или органофосфати. Во арктичките мориња, каде што и микропластиката е сведена на ултра ниски нивоа, за разлика од екваторијалните зони на одредени океани и мориња, внесувањето на риба, да речеме од типот на бакалар, која што е класичен антиоксиданс, така да го крстиме, и користењето на омега-3 масните киселини добиен по многу интересен механизам, иначе ми е добиен чистиот омега-3 масни киселини, во основа нема и не содржи тешки метали. Нашиот страв глобално се сведува на тешките метали и сега би сакал една мала дигресија во тој контекст да кажам, која сега да речам ми дојде на памет. Ние се плашиме од тешките метали, јас сум имал и пациенти кои што се од разни делови од Македонија и вика јас не сакам да му давам на моето дете да јаде тоа затоа што има тешки метали. А од друга страна живее во средина, во град, каде што има фабрика која продуцира тешки метали. Значи, во мајчиното млеко може да се најдат ако мајката која што го дои детето внесува тешки метали преку зеленчукот или овошјето. Сакам да кажам, најбитно е да за нашите родители, кога збориме за деца во фаза на развој, првата година, да внесат храна која е чиста и контролирана. Европска унија има екстремно строги закони во однос на составот на храната и она што мене ме радува, да речеме, како педијатар, што и покрај тие строги закони, во Молерсот, например, вие ќе најдете уште помала количина
и потенцијална можност за ефект на тешките метали. Таму едноставно ги нема. Така. Маслото од црн дроб на бакалар Молерс со години е добитник на наградата за супериорен вкус. 2 Мишелин звезди за вкус од Меѓународниот институт за вкус и квалитет од Белгија, што е водечка светска организација посветена на сертифицирање на вкусови на производи за исхрана и пијалак. Колку е важен тој сензорен фактор, вкус и мирис, за да се обезбеди континуитет во давањето, во терапијата кај децата кои често се пребирливи? Да, апсолутно. Видите, не е само кај децата, вкусот и кај возрастните. Значи имате луѓе кои што едноставно не можат да јадат брокула и готово. Тоа е тоа. Не им е вкусно. Така. Значи, зборам за возрастни луѓе, а за деца па уште повеќе. Вкусот е еден од битните елементи. И ние често пати во комуникација со колегите кои што работат во фармацевтска индустрија им викаме луѓе, подобрите го вкусот. Овдека вкусот кај Молерсот е одличен. Видите, омега-3 масните киселини се сепак природно, ако ги гледате како такви, и ако се вратите на назад, ако се вратите, например, 100 години или помалце на назад, имаше еден термин, ние му даваме на детето рибино масло. Ама тој вкус на тоа рибино масло беше грозен. Траума од детството. Апсолутно. Па се претвори во перли. Па сега кој дете ја пие перлата или не ја пие перлата. Значи, вкусот е изузетно битен. Ние сме имале неколку полемики околу вкусот на одредени медицински производи, вклучително и на омега-3 масните киселини. Дали треба да се внесува вкус или не? Апсолутно мора. Ја тука би одговорил најпросто, мора. Затоа што детето не можете да му даете со сила нешто што не го сака. Така е. Светските асоциации препорачуваат најмалку 200 мг ДХ дневно за трудници. Каква е улогата на овој внес во поддршката на нормалниот невроразвој на плодот и во контекст на намалување ризикот од состојби како АДХД, нарушување од аутистичниот спектар, како и постпородилна депресија кај мајката? Значи, бременоста е посебна состојба. Тоа вие, она што би рекле, една состојба во која што мајката треба да внесе нутрициенти не само за себе, него и за плодот. Меѓутоа, нутрициенти кои што примарно се здрави. Омега-3 масните, вие у најавата кажавте дека, или на првото прашање беше како беше, вие кажавте дека во тек на бременоста мозокот расте фасцинантни проценти во тек од концепцијата до раѓањето. Видите, мозокот е чудесен орган. Интересен, чудесен орган, кој што има неверојатно огромен број на синаптички врски, има огромен број на неуротрансмитери и има огромен број на неурони кои што бараат омега-3 масни киселини. Ако не ги внесуваме во тек на бременост, тогаш, значи, без оглед дали вие ќе кажете нутритивно со храна или со суплемент, тогаш можеме да направиме проблем кај детето после раѓање да се појават одредени состојби кои што се врзани со дефицит на омега-3 масните киселини. Зашто е тоа битно? Затоа што, гледате, алфа-линолинската киселина, од која што може преку исхрана да се претвори во ДХА, преку исхрана зборам, е една точка која долго време се мислеше дека е окей, нека јаде од таа храна, па ќе се претвори. Но студиите покажаа дека максимум 15% од внесената алфа-линолинска киселина преку храна може да се претвори од ДХА. Фактички ДХА-то нас ни е есенцијален нутрициент, нас ни е неопходен нутрициент. И ако мајката во тек на бременоста не го внесе, голема е шансата, значи не е единствена, но голема е шансата да добиеме дете кое утре или во идно време може да има одредени проблеми од типот на АДХД, дислексија, диспраксија, да се наоѓа во така наречениот аутистичен спектар, да не може да се снајде во околината и така натаму. И повторно ќе се вратам на низа студии кои што покажуваат дека кога вие на едно дете, например со АДХД, ќе му дадете
повисоки дози, 200-250 мг ДХ, вие добивате подобри резултати, детето е посмирено. Значи, ние треба да го имаме како суплемент, треба да го користиме како суплемент омега-3 масните киселини, кои што се антагонисти на омега-6. И само сакам да ви поменам една работа, извините, само една работа да напоменам. Сите тие проблеми за кои ние денеска зборуваме, почнаа негде крајот на 18 век, значи 1784 година со откривање на парната машина. Значи кога фактички почна првата индустријска револуција, кај популацијата, кај хуманата популација почна да се внесуваат огромни количини на трансмасни киселини, омега-6 масни киселини, незаситени масти, внесување на огромна количина на шекери, нели? И се тоа предизвика, нели, со тек на време, предизвика да се зголемува така наречената, ќе ја крстам, лоша храна, која што доведе до појава постепено и на одредени здравствени проблеми и понатаму. И во тој дел би напоменал дека веројатно дека човекот е единствена врста на планетава Земја која што е научила да прави храна сама за себе, а веројатно е најбудала врста која што истата ја јаде. Докторе, често правиме истата грешка. Ги третираме омега-3 масните киселини како сезонски засилувач на имунитетот, нешто слично како витаминот С. Но како што умеете често да споменете и да потенцирате на вашите предавања, тие се структурни компоненти, што значи дека буквално ја градат мембраната на секоја клетка кај детето. Можете ли да ни појасните, ако омега-3 се толите, од кои се градат мозокот, очите и срцето на детето, што се случува со таа градба кога родителите ќе направат пауза во лето? Или, зошто е важно родителите да разберат дека омега-3 мора да се внесуваат континуирано, без оглед дали е лето или е зима? Омега-3 е дел од храната. Тоа ви е како и некои други производи кои што се дел од нормалната исхрана на една популација. Значи, вие треба да јадете риба, рибни, значи зборам као храна. Риба, рибни производи, да кажеме, тоа и најлесно било, вратите се некаде 15.000 години назад, фактички производите од морињата, од реките, од океаните биле главна храна за населението. А од друга страна ќе видите дека имате феноменални инженерски решенија во тоа минато време. Значи огромни градови се градени без ова инженерија што денеска, зборам архитектура и инженерија што денеска ја знаеме. А ние сега, уместо да го зголемиме внесот на омега-3 масните киселини и да добиеме подобри и попаметни деца, ние го намалуваме со така нареченото користење на таа junk food храна, каде што фактички имате огромна количина на трансмасни киселини, кои што се токсини едноставно, да не речам и отрови. Значи, мастите треба да се внесуваат, но доминантно треба да се внесува омега-3 масните киселини. Суплементацијата со омега-3 е екстремно важна, особено за децата кои што и нели во развој, кои што не ја внесуваат. Како што споменавме преска и вие го споменавте, ако имате дете кај кое што не внесувате омега-3 масни киселини, има ризик да развие проблем со видот, затоа што родопсинот се намалува. Ако структурно гледано, ако вие го гледате неуронот, нервната клетка, она ви е као бакарна жица за струја. Меѓутоа, бакарните жици што ги ставаме во становите имаат своја обвивка, која ние ја викаме во телото омега-3 масни киселини, која обезбедува пренос на импулси од еден неурон до друг неурон, ослободување на позитивните хормони, позитивните неуротрансмитери и така натаму, кој што се допамин, серотонин и така натаму. Значи, она што денеска го гледаме и што го викаме појава на огромен број на деца кои што се во некој спектар аутистичен, се должи во еден дел од промена во начинот на исхрана. Докторе, ви благодарам за овој исцрпен, а пред се едукативен разговор. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека одговоривме на некои прашања кои што се битни. Благодарам уште еднаш. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на подкастот Ваш педијатар.
Историјата со осло по јадокот, еден од најуспешните примери во јавното здравство, ни покажа дека правилниот избор во исхраната може да ја смени физиономијата на цела нација. А доктор Сајковски денес ни потврди дека омега-3 масните киселини се буквално тулите со кои се гради иднината на нашите најмили. Не заборавајте, омега-3 не се само сезонски бустер или засилувач, туку трајна инвестиција во здравието. Секоја лажичка молерс масло од бакалар, традиција која трае од 1854 година, е чекор кон поздрава и посилна генерација. Ви благодарам што не следевте, верувам дека денешниот разговор отвори нови погледи и ќе влијае врз начинот на кој сите ние гледаме на детскиот раст и развој. Се гледаме во следната епизода.